Почитувани граѓани, почитувани новинари, за прв пат во историјата, министер од нашата држава учествува на состанок во седиштето на НАТО, заедно со колегите од земјите членки на Алијансата. Со учеството на министерката Радмила Шејкеринска на состанокот на министри за одбрана на Северноатланскиот совет на НАТО, станавме активен учесник во процесите на глобална безбедност. На иста маса со земјите членки на најсилниот безбедносен сојуз. Граѓаните од цела држава се горди на историскиот успех. Ние сме НАТО. Се остваруваат децениски национални и државни интереси. Обезбедена е иднината, стабилноста и сигурноста. Политиките на интеграција, решавање на проблемите, градењето пријателства се препознаени од нашите европски пријатели. Протоколот за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО веќе започна да се ратификува во земјите членки на Алијансата. По Република Грција, протоколот веќе е ратификуван и од парламентите на Словенија и Република Албанија. Првиот чекор е поминат во парламентот на соседна Бугарија, најавена е брза постапка за ратификација во парламентот на Црна Гора. Ова е важно за што поскоро завршување на пристапниот процес. Република Северна Македонија го доби своето заслужено место во НАТО. Станува 30-та земја членка на Алијансата. НАТО значи безбедност и стабилност, но значи и економија, поголеми инвестиции, повеќе пари кај граѓаните. Влезот во НАТО е можност за зголемена конкурентност, економски раст, поттик за нови, сериозни странски инвестиции, нови и подобро платени работни места. Сето тоа значи повеќе пари и повисок стандард на граѓаните. Истовремено, со запишувањето на новото име во Обединетите нации, македонскиот јазик, македонскиот идентитет и посебност се трајно заштитени и загарантирани. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, преку владата и парламентарното мнозинство што ги предводи, превзеде одговорност и пред граѓаните и пред државата. Остануваме посветени на интересите на граѓаните, на процесите кои ја движат земјата напред, на мерките и реформите што обезбедуваат сигурна и стабилна иднина за сите. Ви благодарам.